Почитувани, добар ден, еве сме на почетокот од емисијата Очи во очи на телевизија 24, со мене и со Мухич, а практично на продолжение би кажал или да продолжиме да дискутираме околу состојбите во општеството, повод за тоа извештајот на Европската комисија, но од еден друг аспект. Ако денеска дискутиравме или паралелата ја направивме токму извештајот поврзан со финансиските, економските аспекти и буџетот за 2026, чиј предлог веќе е доставен до собранието, па дискутиравме токму за таа паралела. Од една страна во извештајот стои дека имаме висок јавен долг, бавна фискална консолидација и така натаму. Еве денеска да направиме една паралела со состојбите во правосудството. Во извештајот на Европската комисија по однос на судството, односно поглавието судство и фундаментални права, земјата доби оценка 0 напредок и исто така во делот борба против корупцијата 0 напредок. Значи 0 напредок во судството, реформи ништо. Минатата година имавме ограничен напредок, годинава нема, значи 0 стоиме. Или дури ете и се назадува, според овој извештај, велам. Значи, и дополнително во него се наведува, односно се предупредува дека владата и парламентот се мешаат и вршат притисок врз правосудството. Еве и цитат од тој дел, имено мешањето и притисокот од другите државни власти предизвикуваат сериозна загриженост во врска со независноста на судството. Затворен цитат. Денеска пак има седница, односно имаше седница Судскиот совет, Советот на обвинители. Поточно само Судскиот совет, на кој всушност се разгледуваа приговори и жалби доставени од страна на граѓани и правни субјекти по однос на работењето на судиите, председателите на судовите и самите судови. Во исто време се работеше и на пристигнати барања за поведување постапка за утврдување на одговорност на суди или председатели на суд. Дали веќе имаме на некој начин реформи или реформирање, или е всушност ова како и досега правење седница или некако во рамки на однапред предвидените активности, па се поклопува со состојбите од извештајот. Во секој случај од Министерството за правда нема никакво известување, тие молчат и генерално нема ниту коментари по однос на овие состојби, но еве затоа да ја направиме паралелата дали се состојбите навистина такви какви што се детектирани во извештајот по однос на судството и борбата со корупцијата и како всушност да се надмине овој проблем и дали ќе го надминеме, дали ќе имаме напредок по оваа констатација. Ете, да направиме споредба актуелните состојби со она што е нотирано во извештајот и очекувањата дали ете в година извештајот ќе констатира некое поместување, а ние ќе ги почувствуваме можеби ефектите. Или исто така и наназад, дали навистина, ако велам извештајот од минатата година за предминатата констатираше дека има ограничен напредок, а сегашниот за минатата дека нема, односно е 0 напредокот, дали е ситуацијата навистина таква. Ако се значи спореди со предминатата година, кога имало ограничен напредок, а сега 0, значи тогаш се движало некако, а сега застанало, се мисли на минатата година. А како ќе биде следната година, односно почнувајќи од сега, тој пресек крај на 25-та, крај на 26-та, кога ќе биде објавен следниот извештај, дали ќе видиме повторно придвижување или може да очекуваме и назадување, затоа што на некој начин е назадување. 24-та имало ограничен, а сега застанало. Што значи во регресивна фаза е.
од движење дошло во стагнирање. 60-91, 924, 925, еве да почнеме и да го искористиме максимално времето за дискусија со вас. Повелете, добар ден, кој ни е прв? Добар ден, ако сум ја. Да, вие повелете, добар ден, вие сте, да. Се слушаме, не? Да, се слушаме одлично, повелете. Благодарам. Ајде, ја одма ќе го поврзам со онкологија, каде што докториве сега се дадени на суд и судот ќе донесе некаква си пресуда, затоа што не се работеле совесно и ќе бидат виновни и ќе си одлежа затвор. Зашто тоа не може да се примени во нашето отсутство, да имаме поквалитетно и пореално, да не биде 2% доверба, него да има над 50%. Кога и судиите би одговарале за нивните пресуди, кога сите нивни пресуди ќе отидат во Страсбург, се враќа назад со позитивно решение на странката, државата го плаќа тоа. Кога судијата би сносил дел од тие трошкови, тој ќе размисли каква одлука ќе донесе за обвинетите, за тужениот и тужителот, да речеме. Или ако не се жала, значи во постапка тука ќе жала, значи треба судијата да рачуна дека и тој е виновен за се оно што го работи. Значи секој ако не одговара, има една изрека на Моша Пијаде, вика, ако посao се не може нормирати, не треба ни постојати. Значи, ако судијата не може да одговара, нема потреба ни да биде судија. Нека си седи дома или нека оди нека работи каде што има. Јас да сум власт, значи на местото на владата, ја би донел закон, секој да одговара по словото на законот, значи кој како ќе сгреши, колку ќе сгреши повеќе да плати, повеќе да лежи на одмор, да отиде во Идрузово, таму многу убави дочек им прават на тие таквите. И затоа мислам дека само на тој начин и тоаш и Европска заедница и сите ќе ни кренат капа и ќе не поздрават како вистински раководители, вистински почитувачи на судските права, а за сметка на тоа што се вика и ќе побрзо ќе ни отворат вратите онама каде што треба да одиме. Благодарам, поздрав. Да, благодарам, ве поздравувам и ете во контекст и на таа изјава на Моша Пијаде, ако не може да се нормира, не треба ни да постои, може и пошироко да ја примениме по однос токму на нашите функционери, односно сите оние извршни чинители, така да кажам. Сите од нив чекаме и очекуваме. Како сега по локалните избори, да видиме резултати, така и од власта, така и по однос воопшто во сите сфери, по однос и на членството. За подсетување, Македонија е кандидат за членство во ЕУ од 2005 година, значи цели 20 години, а до сега не отворила ни едно поглавје во преговорите. Зошто е тоа така? Сега, оној аспект од изреката не сугерирам, ниту велам уште помалку дека е само до нас, ниту влегувам во тоа, туку она што е до нас, сакам да кажам. Јас би кажал, би ја модифицирал таа изјава, а ако не си тука кога требаш, тогаш и не требаш. Не требаш воопшто. А тие најчесто во изминатите години, затоа ете, што е направено за 20 години? Кандидат за членство од 2005 година. И ни едно поглавје, односно кластер сега не е отворен. До сега. Што е направено? Ба тие се такви, вакви, добро се едно, зошто не сме прекинале? Зошто не сме се прилагодиле? И така натаму еден куп други работи. Зошто не се направени? Значи, не е направено ништо. Во таа смисла, ако не си тука кога требаш, воопшто не ни требаш. А ние, за жал, имаме таква ситуација, се менува власт и потоа никаде ги нема. А тогаш кога ни требале, ништо не направиле. Тоа е ситуацијата. И тие вечни кои се ротираат, оние кои се излезени од игра веќе, заради старост или кои други веќе околности, ги нема никаде. И кога ќе видите, ниту кога биле и кога требале, не направиле ништо, ниту потоа уште помалку некој ги гледа каде се. И во сите сфери може тоа да се примени, вклучително и поднос на оваа тема. Суди и така натаму, обвинители, каде се? Каде се во смисла на
Еве прашањето на комуникацијата воопшто на судско-обвинителниот систем. Имаме директно и од премиерот Мицковски и изјави дека ќе направи реформи, дека ќе ги смени работите и така натаму. Директно дури имаше закана до судиите и обвинителите. Да почекаме, еве, ја имам, да почекаме да завршат локалните избори, ќе видите какви чекори ќе преземеме. Предходно исто така имаше, нели, па интерпелациите и слично. Меѓутоа имаме ситуација премиерот да е еден вид политички врховен судија, како би се кажало под наводници. Па затоа велам, ситуацијата со комуникацијата каква е. Кога имате ситуација во која директно ве прозиваат, и тоа премиерот, да речеме, и интерпелации се случуваат и така натаму, па со републичкиот јавен обвинител и така натаму. Комуникацијата на судско-обвинителните органи практично ја нема. Значи, тие едноставно се многу тивки, а токму тие треба да излезат и да кажат и да објаснат, особено кога се прозвани. А затоа го имаме и тој процент од недоверба и такви околности. Така да едноставно и комуникацијата не е, гледате и тука, некој ќе каже, другиот реагира, прозваниот. И ако не бил прозван, се почувствувал прозван. Сакам да одговорам реплика и така натаму. А тука го немаме тоа. Тука имаме, значи, апсолутно прозивање на судиите, но нема никаква реакција од нив. Никој ништо не коментира. Што со интерпелациите? Ништо. Што со барањето за оставка од Коцевски? И така натаму. Ништо, наместо да се излезе да се каже. Значи имаме проблем со комуникација. Се излезе и да се каже, чекајте директно, или вие се мешате таму, нема што, не сте вие за тоа, не може вие политичка правда да делите, ние сме тие. Нема ништо. А потоа сакаат доверба и тврдат дека има доверба. Затоа треба да се сменат работите. Не е битно, може, еве, не е во ред да речеме Мицковски да реагира така, но каде се тие да го коригираат тоа? Повелете, добар ден. И да докажат дека поинаку работат. Повелете, добар ден, ако имаме. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Судите, видите, ајде да почнем од почеток, ко се расторивме од Југославија. Грешката е направивме самите ние, македонците. Тогаш не поставивме ние она темелче што треба на државата. И од тогаш не навикна се што да правиме да се растура Македонија, и судство, и здравство, се што, да се раздебитува. Кога ние попуштивме тогаш вирон да ја мањаваме државава, абе нема попуштање ништо. Боксером кој ќе му раскрва раката, тој само тука кај крвта мама за да го турни да го кутни долу. Така на нас сега ни права. Не начека на то и само не клюкат, и само не удират, само не плескат. Судијава, кој ќе начека, еве ќе го повторам случајот мој, го знаете и друг пат се зборувале, Жврлевски си зема 120 бара, а ми дава решение на 100, 20 кајсе си ги зел в джеп. Па така вика, за една вечер притвор не се надит за таа особата што работи. Ама, кај адвокатот порача други 120.000 за бито. И ја викам, сега ќе го фатам. И пуштивне парите 120, дојдо кај адвокатот за мито, има документација, имам и јас ја чувам, дојде митото и сега намести полиција и банката во комерцијална, парите дојдо, и сега сакам да ги фатам живи. Осети или ги врати назад пари тој паметниот адвокат. Ама 15 си задржал и од тие. И се со која судство, која адвокати? Тоа е се со стап да ги истера штатор. Се ќе го почитуваш и судијата, адвокатот, зашто го зборувам ова јавно? Зато што е така, со документ. Треба да помогнам една особа, гледа што ми направја.
Вика, имам пар нека дава. Па дава, мимо ми шо. Срамота е ова. Благодарам, поздрав до вас, но имајте предвидете и одговорноста кога изнесувате, особено пак јавно, дури и воопшто да е кажано, има и оној пристап и принципи подопрен глас и така натаму, но особено јавно и конкретно кога е кажано дека имате и обврска одговорност кон тоа што е кажано и можност да биде побарано и да го докажете и така натаму сите тие тврдења. Во таа смисла, ете, јас и лично и како медиум не можеме да посредуваме, ете, се оградуваме од какво и да ете учество во насока на одредениите стории и настани кои се изнесени, значи тоа се само или исклучиво се во делот на оние кои ги изнесуваат и ете таа одговорност или неопходност понатаму да го докажат нека биде останува на нив. Впрочем, како што секој треба да стои зад својот збор. Тоа што за жал немаме и одговорност воопшто, овозможува и такви и меѓупартиски директно и обвинувања сериозни надвор од законските рамки, без да има какви да е реперкусии. И тоа потоа веќе понатаму нели предизвикува секој кој што како сака да може да зборува. Односно стимулирачки оди во таа насока. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете, дали се слушаме? Ало? Да, повелете, добар ден. Поштовање, господин Да, Ито. исто така, повелете, да. Ве слушам. Ќе има ли вика напредок? Никаков напредок ќе нема све додека овие 3 или 4 партии се на власт. И ВМРО, и СДС, и други влен. Па Марта Кос или Европската комисија е потполно во право. По се изгледа овие нашите, што се политичари од сите партии што ги наброев, не сакаат да влезиме ние во Европска унија. Зашто? Затоа што таму ќе се контролира секој денар како излегува, како влегува. Таму ќе нема криминал. Еве, имаме еден куп случај ние. Еве, ќе фатиме Мерко, ќе фатиме тој од Охрид што гради бесправно, ќе фатиме овие што давале дозволи за бесправни земјишта во Чаир, во све. И никој ништо не одговараше. Да не ги бројам овие колку милиони, милиарди се украде од Македонија. И никој не одговараше. Заев ја продаде Македонија, украде еден куп пари, никаква одговорност. Па Европа поќе ги знаат работите него ние обичните смртници во Македонија. Па тие не сакат ова елита што е македонска да влеземе ние во Европа. Ќе ги контролира таму. Овде нема кој кого ќе контролира. Судство немаме. Кај нас кадија те тужи, кадија те суди работата. И никој не одговара. Некој ќе го осудат затвор, ќе има обвинение, а ајде дај му условно за 2 години да не направи ништо. Затоа потполно во право и Марта Кос, таа само читај, таму има еден куп стручњаци што ги носат тие одлуки, што следат што се случува во Македонија. Пак ќе речем да завршам. Све додека се овие 3-4 партии на власт, никој пат Македонија нема да влезе во Европска унија. Затоа што све се тоа лопови, све се тоа криминалци, не му мислат добро прво на македонскиот народ. Биди ми поздравен, све најдобро. Благодарам, поздрави до вас, секој е добро. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден и убав ден, ако сум јас. Да, вие сте, повелете, добар ден. Затоа што и вчера и денес 3 пати ме исклучува, чекам по 15 минути. Повелете, да, жал ми е навистина. Значи, па да ви кажам, оваа нула оценка, па можда ако ги сајме бугарите во овој уставот, ќе дојдеме ние до 10 нагло, одма ќе рипнеме од нула. Можда тоа е поентата сега, тоа е мое мислење, не може да значи дека е точно. Меѓутоа, не знам како што е повуци, потегни работата, мене дека ми иде само натаму. Деме како ги ставиме бугарите во устав, дека све ќе се среди и дека ние ќе можеме да идеме во Европа. Бар мое мислење, затоа што гледам све што се прави и како се прави, значи ништо нема реакција, само не ги интересира едноставно ништо, само ги интересира кој како ќе дојде, само тоа ни го кажува.
као некоја расипана плоча, само се менја плочата, а истата музика. Така да сите нас тоа ни го плеснувате, доаѓате и ни го кажуват дека тоа треба да го направиме. Па да ви кажам, ја колку што памтам дека и во Европа имаше корупција, па самата оваа што е председателка фон дер Лајен, она имаше проневерено 400.000 или не знам колку таму евра. Не е битна сумата. Така да корупцијата и од кај нив доаѓа. Корупцијата не е измислена дека само кај нас. Така да ве гледате со овие случаевите што се добиени. Зашто да не може овакво Европа, судскиот Европски суд да реагира во Бугарија, да се признаат тие одлуки што се донесени за македонците во Бугарија. Значи, овека нешто се врти друго. Вие кога таков суд, како да кажам, на највисоко ниво не можете да реагирате кај бугарите, па ја не знам што да очекуваме ние од нашиве судови. Нашиве судови и корупцијата сите знаеме, кој немал, не знам дали некој немал спор нешто и овако со судовите, а корупцијата кај нас не е само во судовите. Сегде кај, значи ние сме земја, сегдека било со малку, многу не е битно, сепак тоа се третира како корупција. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Добар ден, господин Со. Поздрав, се слушаме, повелете. Ја ве поздравувам. Ви благодарам. Видете вака, сака Европа да ни помогне, меѓутоа, ние као да не сакаме да ги искористиме нивните, мислам, услуги. Така. Дали се сеќате дека дојде една осенска комисија од Европска унија ни ја пратија тука, имаше еден куп приметби како треба и напасија, како треба да се работи у судството наше, што треба да работиме, кои недостатоци ги има, меѓутоа од тоа ништо. Не се покажа тој извештај, не се обелоди дени. Тој требаше да биде јавен за сите да го знаат, мислам, цела држава. Потоа ова борба и таму имаше за борба за корупција. Борба за корупција не може да правиме додека не направиме реформи во судството. Судството е наше и обвинителството исто така. Ајде да се подсетиме сега. Оваа госпоѓа Ивановска која беше председател на Државната изборна комисија. Усвари не на државна, за комисија за спречување корупција. Јас сум вика поднела преку 50 пријави. Меѓутоа, кога ќе дојде јавниот обвинител, не поднесува вика он барање до судството. И ако дојде до некој суд, и тука одма некако ќе се најде начин, ќе го ослободат. Ајде се подсетим из ова. Значи Ѓорѓиев, што требаше да го штити, да ја штити корупцијата, го фатија со ту се пари. И што направи? Пак нешто помилување, ваму, таму. Не отиде тој да одлежи затвор. Исто така, дали се сеќате беџети што го држеше 9 месеци предметот за господинот Сашо Мјалков. Тогаш, ако се сеќате исто така, судскиот совет требаше да расправа. Меѓутоа, место да расправа... Така, да, ви благодарам, ве поздравувам. Се надевам ќе се слушнеме. И понатаму да констатираме дека нешто подобро се сменило, наместо да се подсетуваме на вистина на тие ситуации кои на некој начин, за жал, само колку повеќе ги коментираме, го потврдуваат, односно оваа оценка ја потврдуваат од извештајот на Европската комисија. Добар ден, повелете. Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Исо? Да, бе, слушам, повелете. Прв пат се јавувам јас во ваша емисија. Добре дојдовте, повелете. Јас сум од Охрид. Аха, повелете, поздрав до вас. Голем поздрав до вас, до вашата емисија. Благодарам, ете. Да. И до вас секако. Знаеш што? Кажете, да. Ме иритират нешто. Да. Како е вашава емисија? Во живо или е реприза? Еве, вие во живо зборите, нели? Добро, јас зборам во живо, ама стално ве пратам, ова вашава емисија, едни исти луѓе се. Аха. Така. Едни исти особи ги слушам, едни исти коментари. Аха, така мислам, да, добро, има и... Ве разбирам, да, има и од тоа, да.
Да, ама ме чуди како може тие јас, знаеш колку пати вртам? Икс пати. Сега да не бројки, цифри, да не спомнувам, икс пати. Ево денеска случајно добив. И баш ми е мило. Так. Имате поздрав. Емисијава ви е супер, ама ме е чудно истите луѓе, истите коментари ги. Разбирам, да. Да. Па добро, еве затоа вие ја освеживте, јавете се и во друга прилика и колку повеќе вака. Нема проблем, ја вртам, ама ево денеска случајно добив. Так. Добро, бидете поздравени. Ви благодарам, повелете и во друга прилика секако да го освежиме тоа, инаку да, вие во живо зборувате, јас ете исто во живо и јас, значи комуницираме, а тоа ете што има можеби некои кои прават да изгледа како да е реприза, ете тоа е, велам, до нив. Тука сме за да ги освежиме разговорите, да развиеме ете и кај нас таа креативност и начин на различни размислувања и сето тоа да биде автентично, оригинално, да биде навистина во живо, освен кога е реприза. Затоа јас и помислив дали мислите на репризата и во таа смисла, значи секоја емисија, па така и ова, ако ова го гледате во кое да е друго време освен 16 часот и 28 минути на 5.11, 25 година, тогаш значи дека гледате реприза. Ако е кајва 16 и 28, 5 ноември, тогаш е во живо. И освен тоа и она знакче покажува во живо. Така да, ете и таа разлика да нема забуна, слично и со емисијата во тек. Ова другото е се значи директно, во живо, во реално време, дури иако некогаш ми се чини дека не е така, дека сте ги слушнале тие исти коментари. Може би не е лошо ако има некои кои ете ги кажуваат истите работи, ако се не знам еден, двајца и така натаму, па да ги разменат тие изјави, барем друг глас да се слуша. Па ќе звучи како да е освежување некое. Но и, како што кажав, и колку од вас има нови учесници, толку ете и ќе потврдиме дека станува збор за емисија во живо. Затоа и може да се случат непредвидени работи, и тоа и има и своји предности. Повелете, добар ден. Покрај Маниса. Добро попладне, господин Со. И вас, поздрав до вас, добро попладне. Да. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете. Благодарам јас на вашиот поздрав. Еве, јас сум еден што се јавувам почесто, знам дека не е реприза, меѓутоа само да кажам за господинот дека се јави да внесе нешто новина, меѓутоа ништо не кажа за темата, да слушаме нешто од ново нешто за темата, да кажеше барем два збора. Истото го повтори тоа дека сите исти се јавуваат и да му кажам дека нека се јави и Канал 5 и Алфа и таму исти да се јавуваме. Па добро, ова колку за прв пат добре дојде вака да посакаме, па од утре, од следна прилика. Да, прв пат малку и трема, знаеш, се добива кога прв пат некако се јавуваш негде, имаш малку трема и сега не знаеш што им мораш нешто да повине да кажеш, нешто макар да не е толку важно. Тоа е прв пат, ние кога сте били во Совет на општина, кога се работеле, прв пат сепак си малку, знаеш, дека се ослободиш од таа трема. Па ви велат, што мислите вие, што имате да кажете вие? Еве, јас се кажам вака за напредокот на Свијсо. Нула напредок. Има ли испод нула нешто напредок? Па има назадување, ова е нула, се стои во место. Во таа смисла е нула, значи во лер. Било напред нешто, има назадување. Во сите сфери што прочитав има назадување. А нула, значи, судството, борбата со корупцијата. Господине, овие што се на власт... Односно, истите негативни предизвици, влијанија... Да, добро слушам. Што се овие на власт сега, не се чисти луѓе, и тие били корупцирани, били на судење беа, така да, како може да се бори некој што е криминалец против корупција? Или криминал?
Па тој бил тоа, се збогатил, има хидроцентрали, од што може да се добијат хидроцентрали? Од плата може ли од професорска плата да се добие тоа? Така да мислам дека извештаот е многу лош за Македонија, напредок нема да има и со оваа влада мислам дека нема до. Благодарам ве, поздравам. Значи нула стоиме во лер, но во една лоша ситуација. Може да се стои во лер некаде на добро место, не знам, на паркинг и така натаму. Ова е сликовито кажано, значи лер нема поместување за разлика од предминатата година кога имал ограничен напредок, сега е нула, односно состојба во која има, како што се констатира во извештајот, мешање и притисок од другите државни власти на правосудството и во таа смисла состојбата во правосудството по однос на независноста е загрозена. Значи нема напредок, а сите штетни влијанија продолжуваат. Значи не вие сте дошле до некоја состојба добра и стега сте застанале на нула и сте се конзервирале. Така убаво сте исчистиле се, сте изланцале и сега нека стои заштитено. И нула. Значи не, туку е во лоша состојба и ништо не се прави да се поправи. Остануваат штетните влијанија. Пропаѓа, тоа е кородирано и продолжува под забот на времето да пропаѓа. Во овој случај ете под тие притисоци на државните власти, мешањето, независноста, корупцијата и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден и вам, повелете. Благодарам, повелете. Вака, зошто се критикуваме еден со друг? Па нека каже имал он хидроцентрали, а оти не кажа зошто ги затворија фабриките. Само да го прашам тој од тамо кај што е мажот ми. Добро, се едно, од каде и да ете, да, добро, да. Не е така како он што мисли. Јас сум против за тие работи. Чекај да видиме како ќе се биде до крајот, а јас имам доверба во Христијан дека он ќе направи како што треба. Толку имам да кажам, ви благодарам што ме сослушавте и пријатно. Мас во секое време повелете да и ете особено и искористете го времето кое ви е на располагање. Ако има потреба и ќе додадеме за кого и да е секако, но за да биде чувството во живо, како што кажа гледачот, да слушнеме нешто ново или така натаму во таа смисла. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Благодарам. Па фабриките не ги затворија, ги приватизира. И сите оние фабрики што беа акционерски друштва, вработените си зема акции. А оние што не успеа да ги приватизираат, си седат и ден денеска и се распаѓаат. А луѓето станаа без работа, што значи не важи истото правило за сите фабрики. Некои од тие фабрики станаа бизнисмени. Јас имам 20 браќа, по 100.000 евра зема од циментара. Не ги изврка од работа. Значи, мојот сопруг работеше во државна институција, не за да ни динар. Таа не беше приватна. И што значи не е тоа исто дека ги избркале сите од работа. Има неправилности. Меѓутоа ете, дека одговара некој, може група граѓани за тоа да поднесе предлог обвинение. Кој бил виновен, нека го затворат ако треба или нека го, не знам што, така нека му правим. А не само ние збориме овој зема, оној зема, овој зема, оној зема. Значи сите земале. И како сега треба нашето правосудство по наредба на државната власт, ако рече рипрете во Вардар и рипрете во Вардар. Според оваа нула, ја така проценувам. Значи обвинителството, право обвинителството во случајов треба да ја слуша државата. Ете, овој не ќе да даде оставка. Па зошто да даде? Според законот не треба да даде оставка. Кој е па владата да му нареди да даде оставка? Затоа имаме нула. Затоа што не пишува таму дека обвинителите притискаат на државната власт, него пишува дека државната власт притиска на правосудството. И сега што не е јасно, ја не знам. Значи, се дека власта се меша сека, дека што не е место, за да може да не одговара за ништо, не само оваа власт, и другите власти, се вака ќе ни биде нула. И како што рековте, ќе оди на -1, -2 надоле, ќе кородира, ќе пропаѓа исто како фирмите. Оние што не беа продадени. Сите тие пропадна. А тие што беа продадени и ден денеска функционираат пивара, Алкалоид, Европа, Мак Петрол и така натака. Сите тие се имотни луѓе. Благодарам, пријатно. Да, благодарам и поздравувам. Но добро, затоа и спомнав начинот на комуникација на
или нивото, степенот на комуникација на судско-обвинителната фела е дискутабилен. Во извештајот, да, се вели мешањето и притисокот од другите државни власти предизвикуваат сериозна загриженост во врска со независноста на судството. Но, кога имаме ова, што спомнав, значи, кога токму таа судско-обвинителна власт е нападната или ја напаѓа извршната власт, која е нивната комуникација? Одговор на тоа. Или нема никаква, еве да ни кажам, молчат, или се некои скромни соопштенија. Нема никакви, особено поднос, повикувања на оставки, интерпелации и така натаму. Значи, во таа смисла, неопходно е и обврска, еве и сега, Министерството за правда молчи. Не значи дека нема утре да се огласи. Но тоа е тој еден стил, директно ве прозива некој, затоа и спомнав и тука некој е спомнат, па вие реагирате. А нешто станува збор за една битна јавна институција, државна, која директно треба да излезе и да каже полека, така или не е така. Од кого барате вие оставка, господине премиер? Не можете вие да барате оставка. Вие може да имате чувство впечаток дали одредена одлука е праведна. Тоа е ваше чувство за правда. Ние правото го применуваме онака како што по систем на норми и во овој случај според закон е се направено или не е направено. И не можете да наметнувате вие политичка правда или каква и да е. Еве ви устав, еве ви ова, она и така натаму и јас не си поднесувам оставка. А вие немате право да го барате тоа од мене. И така натаму, значи во таа смисла. Тоа е една обврска да се даде информација или да се одговори, особено на нападите од извршната власт. Како се препукуваат меѓу себе партиите. Така и ова, на директно обвинување, но ние немаме генерално, немаме никаква, гледате, практично објаснување од нив. Поминуваат интерпелациите, ништо, заборавено. Директно се прозива обвинителот, ништо околу тоа. Тоа е, затоа велам, начинот на комуникација. Како што дискутираме, комуницираме тука, па секој нека си суди. Па ние повторно може да кажеме, а не се во право, што му рекле на Мицковски. Но нека кажат. Сообштение, нека излезат со сообштение. Како излегува, тој директно ги прозива. А оттаму ништо. А што очекуваме по тоа? Да се решава Кочани и друго. И како да се толкува тоа? И доверба да им се дава или... Значи, секој различно ќе си го толкува. Некој ќе го толкува, не знам, како одредена сервилност, млитавост, индолентност. Некој ќе го толкува како супериорност. А што има да му се обраќаат тие него? И така натаму. Но не е работата, секој си го толкува. Затоа проценката се прави врз основа на тој што е прозван и другиот ќе му одговори тогаш. Па ќе му се каже на крајштата или не, што правите вие, популизам, во јавност ни се обраќате, дојдете овде, седнете и ајде да ги решиме работите. Вие ли ќе заведувате правда или не? Се едно, какви да се начините. Или добро, еве, со вакви притисоци не сакам да работам, си давам оставка. Има начини. Па во Србија 400 ни суди, ако не се лажам, и обвинители реагираа на изјавата на Вучич по слични основи. Ако не правеле вака, онака, по устав ќе менувал. Кого ќе менуваш ти? Но излегоа сите во глас. Не велам ниту ова е добро, ниту она е. Зборувам за начин на комуникација. А тука нема комуникација. Повелете, добар ден. Ало? Да, поздрав до вас, повелете. Па истите се јавуваме, меѓутоа и семите се слични, немаме некоја тема, ние сето е, семите ни се афери, мито, корупција, криминал. Немаме некоја тема, некој догаѓај, некоја случка да се случува, се пуштила фабрика,
како што беше тоа за време на Југославија, се пушта фабрики гиганти, па председател Тито беше денеска таму, пушти фабриката и тоа така натака. Немаме тоа ние. Нажалост немаме кичо пред некој годин некоја фабрика за пернични случај, некоја шијачка од Германија донесе и тоа е друго. Ние сега имаме само еден аутопат од Кичо, Дохрид го праише ВМРО ДПМН 4 години и 5. Па sada само го праја не знам колку години. Па сега пак ВМРО ДПМН и почна по 2 километри пуша асфалтиран пат после 15 години, ќе го завршат. Нема што да коментираме позитивно, на побратимо да му кажа исти се глеси. Тоа е работа. Додека не се направите реформи во партиите, во ВМРО, ДПМН, во СДСМ, во дечките партии, додека не се тргнат, додека се прикажуваат, покрај телевизија излагаат Милошевски, Груевски, тие сите така или од СДСМ, Заев или другите корумпирани, не може да бидат партиите, немаат просперитет. Нека се наредуваат, за Кичо градоначалник го доби како личност, не добија на основа бившите градоначалници од ВМРО ДПМН што го заробија Кичо, што го направија, го пропасти се богатеа со пари и си отворија бизниси и така и си закупија станови сегде, па и во Скопје, па и во странство, него лично се доби. Така да се личности се менуваат во партиите или да се стави некоја скроз, некоја подупара, да се стави поднидна управа, па да видат кај нас нешто вака. Побрзо наши политичари ќе сменат уставот, ќе стават бугарите во уставот, него да извршат некои реформи самите во себе, самите, или сам себе да се даде оставка, или другите да ги тур. Благодарам ве, поздравувам, повелете. Добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Па види вака, ја не знам пак со тоа Европска комисија, Европски заедници, Европски унии чуда, они немаат право да оценуваат ништо. Они 30 и кусур години одека си го кажаа своето, носат одлуки кои се штетни по нас. Јас овие не ги симпатичен патриотиве, знам дека има оваа факта дека таа идеја ќе ги стават бугарите во устав, а со тоа ќе станеме бугари, али тоа ќе го прават така националне лагано се викаат и кога ќе се разбудиме са болево, па бугарчиња. А ќе го направат тоа, бидејќи и да не сака под страшен притисок се, многу се под страшен притисок. Но добро не е да се сменат македонци во бугари, туку да се додаде, нели? Не. Не, она што велите да се разбудиме и што да... Бугарчиња ќе видиме. Така велите, добро. Да. И ќе се разбудиме како бугарчиња и автоматски сме членка на Европска унија. Со тоа што си прифатил да бидеш бугар, ти си бугар, Бугарија, готово, влегува тука све, а Бугарија е членка на Европска унија, што значи одма не повлекува. Матицата ќе не залече у Европска унија без да аплицираме. Тоа е таа неправедна Европска унија, која тука се нашла бачило и сега ќе си тера урда, ќе прави, ќе молзи, ќе стриже, ќе прави што сака. Само јас се надам дека у Украина таму бргу ќе се решат работи, дека и да е више очајни се. Па бргу, да, гледате, тие се кандидати Украина и Молдавија се чини пред нас да отидат. Нема да имамо Украина, Молдавија, може би имамо Украина. Чао. Ајде поздрав. Поздрав, да, до слушање, благодарам. Повелете, добар ден. Добар ден, Дисо. Поздрав, се слушаме, да. Се слушаме? Да. Да си го поздрав колегата. Аха. Увек е добар на телевизија со аргументи збори. Исо, колку пати на оваа тема сум зборал, не знам. И стално сум апелира. Овакво, судството кај нас све поише и поише опаѓа. Причините ги гледаме на телевизија. Нели 0,8 ли беше така на обвинителство, 0,5 на обвинителство, 0,8 од државниот буџет. Вие дали им даваат 0,4, така, проценти. Да. И многу Европа помага и Америка помага. Нема усуствало ништо. Истото сум го кажал. Сега, например, овие што се министри, градоначалници, да им се земат телефоните. Знаеш колку суди имаат телефони обвинители? Например, ти се суди за некое дело, он ќе се јави таму на судија и готово, тишко, како ќе се јави.
Овие поише имаат инволвирано ДПМН него СДС отсуствувал. Кога добија првите градоначалнички избори, од тогаш почнаа да работат со суството. И они, например, ги слушавте Левков, Петрушевски на медиумите како зборат за суството. Ја не знам како не се окуражат овие обвинители да ги бркаат, да почнат нив да ги бркаат. Ама знаеш, на тие обвинители кој треба снага да им даде? Или Америка, или Европската унија. Иначе овие уште сега се гледа дека директно се тргнали у криминал. Мака ќе мачи народот со овие. И со тие и со овие исти. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете. Исо, да, кажете. Исто да се зборува дека се 2% добри суди, како се потврдува. Од 500 суди, тоа е 10 суди. А тие 10 суди се од течењето на Гоце. Значи, другите не чинат. Ова што е за бугарите, што се зборува, Борчо, Крушева најмно зборува да се отвори услова бугарите, да отвори што ово, дори чекаме ни да се отвори уставот, младите ќе земаат бугарски пасоси и се пишат како бугари. Ќе остане ние пензионерите. И што направили? Ништо. Бугарите немаат устав отворен. Нашите млади момчиња сами ќе се запишуваат, бугарите се влегуваат во нивниот устав. Толку се. Поздравувам. Ви благодарам, поздрави до вас, до слушање. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден, почитувани со... Добар ден, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, возвраќам и јас. Па во 2004 година, например, ќе ви кажаме битолски случај кој дојде до Врховен суд. Фирмата каде првично работев се приватизираше, беше со 750 вработени. Ако случајно го чувате тој список кој што ви го дадов како доказ заради една наша препирка со еден од редовните. Се сеќавам одлично. Ќе видите името на фирмата. И таа фирма со 750 вработени стигна до Врховен суд да оспори решение за приватизација, односно договор за приватизација. И замислете судијата како вели во пресудата. Ако купувачот на фирмата не го исполнил договорот за приватизација, односно да ги задржи 750 вработени и да прими плюс 250 ново вработени, а овие ги избркале скоро сите, вклучително и мене, и судот вика, па не е тоа нешто суштинско неисполнување на договорот за да се раскини. И тоа, да ви кажам, што се случи во фирмата, луѓето буквално месец за месец умира еден по еден. Тоа не може со зборови да се опише. И сега, кога во Битола така лошо поминаа овие што ги фалеа Левица и СДС, што се срамат да ги кажат Левица и СДС, претходните мои дискутанти, а го поддржува таквиот начин на приватизација, ете затоа нивните партии лошо помина во Битола, господине Исо. Затоа што многу има инфилтрирано такви лица и такви криминизирани обвинители суди, ако сакате, во кривосудството наше, па и од тогаш, па и до сега. И тоа тешко, многу тешко дека ќе се искорени, господин Исо. Благодарам за отплатеното. Да, ви благодарам, ве поздравувам и јас, ета и со вас всушност ја завршуваме оваа наша денешна дискусија околу состојбите во судството и борбата со корупцијата, правејќи ја, ете, паралелата, компарацијата со она што извештајот го наведува околу напредокот на земјата и реалните состојби од една страна и очекувањата секако од друга страна кои, ете, секогаш ако ништо друго, барем во рамки на надевањата, треба да бидат позитивни. Имајте и вие позитивно расположение и пријатно попладне. Довидување.